добре, но не ништо посвето од децата. Доколку вашето дете, вашето внуче или познавате некое дете до 14 години на ваши пријатели, можеби соседи и слично, кој што пее убаво, има убав глас и има афинитети да биде иден македонски пејач, тогаш имате одлична шанса каде да го пријавите. На 25 февруари во сабота, овде во просториите на Capitol Mall ќе се одржува аудиција на почитувани фестивалот Звездички. Се работи за интернационалниот фестивал кој што по 23 пат ќе се случи оваа година, 2023. Знаеме околу празникот 11 октомври се одржува официјално овој фестивал, но до тогаш има време да се одберат вистинските пејачи македонци кои што ќе се настапат на оваа сцена. Сакам да споменам дека интернационалниот фестивал Звездички е на светско ниво, односно вашето дете, вашето внуче ќе има можност да прошета низ светот и да се запознае со бројни имиња дечиња од светот. Повеќе детали за тоа како ќе се развиваат Звездички, за тоа што значи оваа аудиција, зборуваме токму со директорот на Звездички, Маријан Катаровски. Благодарам што сте во Добро утро секој утро. Добро утро. И уште на почеток сакам да ви се заблагодарам за прекрасното представување. Дури самиот немаше да можам толку убаво да го представам фестивалот. Драго ми е ако е така, затоа што навистина само убави епитети го опишува вашиот фестивал, кој што традиционално 23 пат оваа година, тоа е за вистински поздрав што обстојувате и што оваа мала музичка сцена има толку големо срце и нуди простор за младите пејачи. Токму така, децата се златни и тие ни даваат енергија да издржиме сите овие години и на крај правиме убава работа. Наше е да ги заинтригираме, да учествуваат, да го видат светот, да бидат домаќини на децата од цел свет, земјата достојно да ја представат на најголемите фестивали низ светот и можеби некои од нив, како што некои од нив веќе и стана, да станат идни звезди на македонското естрадно небо. Значи, тајната за истрајноста е всушност енергијата на сладките мали дечиња. Звучени имиња, да, ќе споменеме Антонија Гиговска, подсетете ме кој се всушност на кој се му беше одскочна даска Звездички. Многу од нив. И Антонија, и Мина, и Сара, Денис Димовски, да не го заборавиме, нашиот представник на детска Евровизија, главната улога на мюзиклот за Тоше и многу други. Создадовме навистина квалитетни пејачи со кои што Македонија може да се гордее. Да, ова е едно интро за оние кои што можеби, што не верувам, не чуле за Звездички, за оние нови родители и мајки кои што веќе имаат дечиња кои што можат да застанат на сцената, да држат микрофони, да запеат гласно. Ајде да појасниме што значи аудицијата која што ќе се случува на 25 февруари. Па како што знаете, во тек е пријавувањето за аудицијата, значи секој родител кој што има дете до 14 години и смета дека неговото дете добро пее, може да го пријави. Аудицијата, како што кажавте, ќе се одржува на 25 февруари овде, во Capitol Mall, во текот на целиот ден. Ќе ги преслушаме сите деца и оние кои што сметаме дека ги исполнуваат критериумите ќе бидат примени за учество на фестивалот и веднаш ја отпочнуваме процедурата која што ќе трае се до октомври до одржувањето на фестивалот. Што значи треба да подготват една песна? Треба да подготват една било која песна, да може да слушнеме како стои интонативно детето, дали ги изговара коректно сите зборови, да го видиме карактерот на детето и така натаму. Кој е во жирито? Кој е тој што одредува покрај вас? Дали има повеќе членови на жирито кои што одлучуваат кој оди понатаму? Не е жири, туку е комисија. Во комисијата се луѓето од Организациониот комитет на фестивалот, уметничкиот директор Борче Шабановски, Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, професорката Ана Костадиновска и ред други познати лица од естрадата. Како Шакира, Аријана, јас да пеам, танцувам, играм и само една желба имам, сакам како Бионсе да видам.
интересира што се случува со оние кои што ќе бидат одбрани? Дали има одредена бројка? Имате ли ограничување колку дечиња би биле одбрани? Има ли одредена бројка? И што се случува потоа? Дали се работи на композиции? Како оди тоа или самите родители потоа се грижат околу песната за фестивалот? Како и секој фестивал, и Звездички си има пост процедура. Во текот на годината примаме песни од композитори, за кои што води сметка уметничкиот директор Борче Шабановски. Ги бираме песните кои што ги задоволуват критериумите на фестивалот и после одржувањето на аудицијата, кога ќе имаме комплетна слика за можните учесници, ќе ги одбериме оние песни кои што одговараат на возраста на учесниците, на полот, на карактерот, на вокалните способности. Ќе направиме се да ги добијат најдобрите, најубавите песни. После следува процес на подготовка, детето треба да ја совлада песната и кога ќе бидат спремни децата, влегуваме во студио и се снимаат песните. Во студио детето треба да ја даде душа на песната, да ја обои со себе. И она што ќе излези од студиото, ќе може целата земја да го види на фестивалот. На сцената на Звездички. Дали тоа значи дека овој разговор може да биде повеќе до композитори, можеби композитори кои што не учествувале да испратат песни, дали тоа може да го повикаме? Токму така, сите се добре дојдени. Целта ни е да ги имаме најдобрите песни. Каде може да испратат каде можат да се обратат до вас, на која имейл адреса или конкретно да ве побараат на Facebook, како функционира тоа? Многу едноставно, денес е се можно и многу едноставно. Одат на интернет, пишуваат Звездички и ќе излезат сите податоци. И електронски адреси, и телефони, и Facebook страници, Instagram страници. Секаде може да не најдете. Какви се очекувањата за Звездички 2023 година? Оно што ќе се случува овде во сабота на 25 е всушност од македонската сцена, но потоа вие се ширите, односно ова е интернационален фестивал на светско ниво, како што споменав. Какви се вашите очекувања? Веќе има ли најави од каде се од низ светот ќе има надпреварувачи, односно настапувачи? Фестивалот си има своја долга историја и во текот на овие 23 години продефилирале деца од целиот свет. Снимали учесници од Аргентина до Кина. И оваа година ќе имаме учесници од целиот свет. Веќе пристигнуваат пријави, имаме добиено пријави од многу земји. На неколку пати ќе правиме аудиција во Македонија, ќе ги одбериме најдобрите учесници од Македонија и на крајот ќе ја склопиме целата слика. Сите учесници заедно. И со нив уште еднаш ќе достојно ќе го одбележиме фестивалот. Како што знаете, имаме преубава сцена, современа сцена, не заостануваме воопшто за светот, напротив, високо сме рангирани. За жал, телевизиите не умеат да го оценат тоа. Некогаш биле добри, некогаш заостануваат. Меѓутоа се надеваме дека ќе дојде време, ќе созреат и повторно ќе обратат внимание на она што се твори во земјата. Турските серии веќе треба да си го завршат своето. Има земјата што да покаже, има доста таленти, а новинарите и медиумите се токму тие кои што треба да детектираат, да ги поддржат и некого кој што заслужува да го устоличат. Сите сакаме да имаме своји идоли, децата сакаат да ги пеат песните од своите идоли, а ние сите заедно тука постоиме да им го дадеме тоа. Ние се трудиме 23 години, потрудете се сите, вие и заедно можеме многу да направиме. Ние како Добро утро секој утро сме на жив доказ за тоа дека со будно око ве следиме и можеби сме првите кои што ја представуваат вашата аудиција која што ќе се случува, како што споменав, на 25 февруари. Како се одвива фестивалот? Неколку вечери, имате и гала вечер. Ајде да го објасниме тоа, навистина интересна организација имате во Звездички. Фестивалот има преубава програма. Не се само фестивалските вечери, инаку имаме две полуфинални вечери
и финална вечер. На полуфиналните вечери ќе се представат сите учесници. Нивниот настап го следи меѓународно жири, кое што на крај ќе ги додели наградите, меѓутоа ќе го обзнани списокот на најдобрите кои што се класирале за финалната вечер. За време на фестивалот сакам да кажам дека целата програма е посветена на децата. Ништо друго не интересира. Тие се дојдени тука да почувствуваат дека се дел од една преубава работа и од еден сериозен настан и се трудиме во тие неколку денови да се почувствуваат како вистински звезди. Покрај официјалната програма имаме и, така да ја наречам, забавна програма. Нормални се пресконференциите и веднаш ве поканувам да бидете присутни и на првата пресконференција на фестивалот, каде што ќе представиме сите учесници и после тоа ќе имате можност да дознаете многу интересни работи од нив. И уште истата вечер имаме коктел кој што се вика Вечер на националните куини. Секоја мајка на детето од странство во ресторанот од хотелот го спрема своето национално јадење. Вечерта се прави голема софра со тие јадења, покрај секој јадење се става малечко знаменце на земјата од каде е и вечерта доаѓаат сите учесници со родителите. Да можат да се дружат, да се запознаат поблиску, да пробаме што се јади и пие во секоја земја и на крај звездичките ќе ни запеат, малку ќе се повеселиме и веќе се спремаме за наредниот ден кога продолжува и следната програма. Кога се веќе тука, ќе ги однесеме да ги видат убавините на нашата земја, имаме со што да се пофалиме, имаме што да покажеме, ќе ги однесеме да ја видат таа убавина и да им остане на сеќавање. После тоа, следува официјалниот дел, ќе го одработиме него и за крај, како шлак на целата работа, е коктелот наречен Македонска вечер, на кој што тогаш ние ќе засукаме ракавите и ќе испремиме сите наши македонски специјалитети. За возрастните дегустација на македонско вино, за децата дегустација на македонски сокови и нормално тамбураши кои што свира староградска македонска музика. И после целата таа работа сите ќе се испратиме по дома и следува периодот каде што најдобрите учесници од Македонија во текот на целата година официјално ја представуваат земјата на најголемите фестивали низ светот. Се работи за врвни дестинации како Дубај, Москва, Рим, Малта и така натаму. Очигледно е дека секој ден пеач, доколку одскочна даска одбера да бидат звездички, што е едно светско тло, ќе речам. Вие сте како едно светско визија джуниор, бидејќи имате конекција со целиот свет. Секој некој што ќе се одлучи да застане на оваа сцена, му се отвораат видици навистина големи и широки. Токму така. И остануваат контактите. Некои од нив ќе продолжат да се занимаваат со пеење, тие деца остануваат во контакт. Тие дружат меѓу себе, продолжуваат нивните контакти, се раѓаат дуети, се случуваат заеднички настапи на концерти. Прави љубови сигурно се случуваат тука. Па има и такви работи. Може да напоменам дека и како правило се случуваат некојаш и тешки работи во светот. Кога има војна, присутни се и двете страни завојувани и како правило децата се дружат. Тие се сепак деца. И главната цел на фестивалот е токму децата да сватат дека се деца. Дека тие имаат свое царство и дека имаат еден заеднички јазик, а тоа е музиката. И се надеваме дека кога тие деца ќе пораснат, сите ќе имаат некакви функции, некои ќе имаат и видни места во државите и се надеваме дека ако дојде момент некојаш да донесат некаква тешка одлука, дека ќе го разбудат тоа едно мало каче кое што станало како спомен од нивното детство и дека ќе им помогне да донесат вистинска добра одлука во корист на човештвото. Сплотувањето на народите, тоа ви е клучната цел која што имате со оваа музичка сцена.
Господин Маријан, навистина ми беше задоволство. Мислам дека накусо ги опфативме сите клучни моменти. Имаме уште многу да зборуваме за музика, но ќе оставиме 3 точки на овој разговор и ќе го продолжиме во иднина. Ние како Алфа телевизија сме ваша поддршка на Звездички и секако ќе дојдеме на вашата пресконференција на која што сме поканети. Ви благодарам, ве очекуваме не само на пресконференцијата, него повелете и на аудицијата, дојдете и на самите фестивалски вечери и ни бидете драги гости. Да, благодарам многу. И јас уште еднаш само ќе завршам со тоа што уште еднаш ќе ве поканам сите вие. Верувам дека сега ви стана работите многу појасни. Доколку имате дете или внук или некој што познавате дека знае да пее, сака да стане иден македонски пеач, ете ви одлична можност да појавете се, побарете ги Звездички и појавете се заедно со него на оваа аудиција.